Централната банка им даде дозвола на банките и на штедилниците да бидат пофлексибилни кон клиентите, односно кон граѓаните и кон правните лица, кои редовно ги сервисирале ратите на кредитите досега. За што конкретно станува збор? Каква мерка донесе Централната банка? Во разговорот со гувернирката Анита Ангеловска-Бежовска. Што конкретно може да побараат клиентите од банките? Какви поволности да им понудат? Во основа се работи за измена на одлуката за методологијата за управување со кредитен ризик. Повеќе измени се направени, повеќе поволности се предвидени, но би се задржала на два клучни пункта кои што значат големи регулаторни олеснувања. Се овозможува на банките да направат позначена измена на договорните услови. Прво може да се направи промена која што ќе значи одлагање на периодот во кој што треба да се измируваат обврските од страна на кредитокорисниците. Понатаму, исто така, може да се намали каматната стапка, може комплетно таа кредитна изложеност, тој кредит да се замени со нов кредит кој што е по поволни услови и слично. Значи, постои поширок спектар на поволности кои што со промена на договорните услови може да им се обезбедат и на физичките лица, но и на компаниите. Може би генерално да споменам дека целта на мерката е да се опфатат оние субјекти кои што веќе се соочуваат со потешкоти во отплатата на кредитите поради новонастанатата ситуација, но и оние субјекти кои што можеби се уште не се соочуваат, но се очекува дека ќе се соочат со потешкоти во редовното сервисирање на кредитите. Главната цел, всушност, на промената на договорните услови е да се овозможи во рана фаза, значи веднаш, проактивен пристап од страна на банките, за да кредитите не стигнат да бидат нефункционални, односно, според постојната дефиниција, нефункционален кредит значи кредит кој што се плаќа со задоцнување повеќе од 90 дена. Тука сега ние повторно направивме измена и според новата одлука го правиме пофлексибилна дефиниција на тоа што е нефункционален кредит. Наместо 90 дена, сега велиме секое задоцнување над 150 денови ќе се смета за нефункционално. Што значи суштината е постојат бројни поволности кои што ги овозможува самата регулатива во функција на растаретување на и на граѓаните и на компаниите, а тоа посредно повторно нели и граѓаните кои што работат во компаниите да се справат со потешкотиите кои што се соочуваат во овој момент. Банкарската асоциација позитивно ги оцени мерките. Меѓутоа сега во рацете на банките кому ќе му ги дадат олеснувањата, а кому не. Дали имате некои критериуми согласно кои што ги обврзавте банките за да може да ја спроведуваат оваа мерка? Станува збор за регулаторна измена, зборуваме за промена на одлука со која што се регулира методологијата за управување со кредитниот ризик, во кој што јасно се дефинираат одредени критериуми и параметри. Сите овие поволности кои што ние сега ги даваме со самата регулатива, се поволности кои што се предвидени да траат до 30 септември. Меѓутоа, ние сме свесни дека е многу тешко во оваа точка да се предвиди кои ќе бидат натамошните движења во однос на економијата, ескалацијата на состојбите и слично, така да ние сме спремни доколку е потребно да направиме и натамошно одлагање на периодот во кој што може да се одобруваат овие, да речем, поповолни услови. Банките, овде би кажала дека и самите тие имаат интерес да ја применуваат оваа одлука, бидејќи целта на банката е секако да ги одржи клиентите во живот, да го пребродат овој период во кој што сите се соочуваме со потешкоти, за да може да обстана среднорочно, долгорочно, за да може понатаму и тие да ги наплатуваат своите кредити. Впрочем, банките беа активно вклучени во овој процес, тие ја поздравија одлуката и очекувам нивна активна вклученост во имплементацијата на оваа одлука. Дали ова важи подеднакво и за кредитните картички за дозволеното пречекорување? Оваа одлука подеднакво важи се применува за сите видови на кредитни производи, вклучително и за пречекорувањата, кредитните картички, минусните салда, да, дефинитивно важи. Граѓаните, според првичната информација, очекува потекот на другите земји пролонгирана отплата на ратите на кредитите во рок од 3 месеци. Меѓутоа, ваков договор не падна. Зошто? Добро, ако мислите на законските измени кои што се случуваа во некои од соседните земји, со кои што се прогласуваше мораториум во однос на отплатата на обврските, јас овде би сакала да потенцирам дека Народната банка работи во рамки на своите законски надлежности.
Народна банка нема законска надлежност да пропиша мораториум, значи неплаќање за одреден временски период на обврските на кредитокорисниците кон банките. Меѓутоа, тоа е формалниот аспект, кој што секако е многу значаен во однос на тоа кој е нашиот простор. Ние даваме максимум од нас, тоа што можеме да го сториме, а тоа го направивме впрочем преку измената на одлуката која што го регулира управувањето со кредитниот ризик. Но суштински гледано, она што сакам да го потенцирам, мислам дека овие измени што се направени сега во одлуката за управување со кредитен ризик даваат многу поповолни можности. Значи не се работи само за можност за привремено неплаќање во рок од 3 месеци замрзнување на обврските. Ова е многу поширок пакет. Значи обврските може да се пролонгираат и за подолг период. Не зборуваме само за пролонгирање на обврските, зборуваме и за подобрување на условите, можеби месечна рата, каматната ставка. Значи има широк спектар на поволности кои што ги дава нашата одлука и кои што се во суштина излегуваат надвор само од замрзнувањето на плаќањето на обврските во одреден временски период. Дали Централната банка гарантира успешно спроведување на оваа мерка? Видете, ако појдеме од тоа, дека сме сите заедно во овој процес, значи, економијата е поврзана по разни канали меѓу себе. Реалниот сектор, финансискиот сектор, значи постои тесна врска. Поаѓајќи од тоа, дека е интерес на банките да им помогнат компаниите во овој краткорочен период да го пребродат, нели, за да може долгорочно да обстанат, очекувам да има ефективна примена на ова одлука од страна на банките. Дали граѓаните треба да одат на шалтерите во банките за да може да ја завршат оваа работа? Веднаш по донесувањето на одлуката од страна на Советот, ние, моите колеги, заедно со колегите од Министерство за финансии и Македонска банкарска асоциација, работат интензивно на дефинирање на процедурата со оглед на сите специфични околности, нели, здравствениот аспект, потребата за држање на социјално растојание и така натаму, и се обидуваме да најдеме поефикасен начин за имплементација на оваа одлука. Колку се сигурни во вакви услови штедните влогови на граѓаните? Добро, мислам дека тука не треба да има никакви дилеми. Во повеќе наврати јас укажувам за стабилноста, за вкупната макроекономска состојба кај нас во услови на ниски инфлацијски движења, високо ниво на девизни резерви и стабилен и здрав банкарски систем. Здравоста на банкарскиот систем и неговата стабилност може јасно да се согледа преку сетот индикатори, например, ако ја гледаме капитализираноста на банкарскиот систем, таа е прилично висока, повисока од предкризниот период, ликвидноста на банкарскиот систем повторно е висока, повисока од предкризниот период, квалитетот на активата на банкарскиот систем е исто така повисок. Значи сите овие параметри кои што ги споменувам се потврда за капацитетот на банкарскиот систем да се справи со сите потенцијални шокови. Дали како прв човек на Централната банка и натаму останувате на ставот за стабилност на денарот? Курсот успешно го одржуваме стабилен, ќе продолжиме и натаму да го одржуваме успешно стабилен. Потврда за тоа е високото ниво на девизни резерви со кои што располагаме, кои што се значаен амортизер за било какви шокови доколку се соочи нашата економија. Нивото на девизни резерви е двојно повисока од споредбено со периодот под кризата, што самото по себе и гаранција за просторот кој што го има монетарната политика да делува во вакви услови. Јас ви благодарам за гостувањето во јавниот сервис. Благодарам и на вас.